Да ги погледнеме кратките најави за денешниот дневник. Укинато задолжителното носење маски во затворен простор. Училишните клупи останаа празни и денес. Независниот академски синдикат бара осогласување на платите и во високото образование. Во пораст бројот на социјално загрозените лица во Струшко. Благајник во Струшкиот завод за нефрологија 4 години незаконски си ја зголемувал платата. Со содржините во дневникот започнуваме по временската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес студено утро, а во текот на денот сончево и потопло време, пораст на дневната температура на максимални 15 степени Целзиусови, во текот на ноќта кон среда ведро и посвежо. Утре над поголем дел од Европа претежно сончево и се потопло време со пораст на температурите. Во југозападните, северните и на крајните југоисточни делови од стариот континент слаби локални врнежи од дожд со засилен ветар. На Балканскиот полуостров во среда времето претежно сончево, ќе има локална облачност, ќе биде топло со пораст на температурите, максималните во интервал од 14 до 21 степен на Балканот. Во Македонија во среда свежо, но потопло утро. Пораст на утринските температури, а во текот на денот претежно сончево и топло. Минималните од -2 до +6, максималните дневни во земјава од 16 до 24 степени Целзиусови. Во Охрид во среда свежо утро, а во текот на денот сончево и топло време. Минималната 3, дневната 18. Во четврток сончево и топло со максимални 19, а во петок претежно сончево време со локална облачност. Минималната 5, дневната 20. Во сабота не очекува умерено облачно време со повремени кратки сончеви периоди и температура до 17 степени Целзиусови. Атва Хоум Центар на нова локација. Во новиот продажен простор уште поуспешно ја остваруваме нашата мисија на едно место да обезбедиме широка понуда на производи кои ќе го подобрат и разубават вашето секојдневие. Уредете го вашиот дом, деловен простор или градина без да го оптоварите домашниот буџет. Купувајте по најпристапни цени и со постојани промотивни акции. Во нашиот салон ќе ги пронајдете најубавите и најкреативни подароци за секоја пригода. Атва Хоум Центар. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци со најголем избор на плочки од Мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и Divol. Кармен Бау Центар на улица Железничка.
Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Училишните клупи останаа празни и денес. Во некои училишта има појави на притисоци за прекин на штрајкот кои доаѓаат од власта. Мал е бројот на наставници кои го бојкотираат прекинот на наставата и изгрижувањето на децата, информираат охридските синдикалци од СОНК. Штрајкот во образованието и градинките продолжува и денес. Наставниците во средните и основните училишта, воспитувачите и негувателите во градинките ќе штрајкуваат се додека не се остварат барањата од СОНК, информира Катерина Крстеска, председателка на регионалната организација на синдикатот. Притисоци за прекин на штрајкот се забележуваат во мал број образовни институции и градинката од страна на директорите, информираат охридските синдикалци. Подредени настава. Има училишта по 1 до 2 часа држат некои од наставниците настава, не знам дали под притисок или по своја волја настава. Има притисоци во смисла наделени евидентни листови, закажување систематски прегледи и така натака. Но сепак мислам се до сега време дојдено до разбирање со директорите. Згрижувањето на каков начин не знам и не можам да тврдам, не влегувам јас мислам не можам ни да влегувам од информации или дезинформации, може да има и мешање на групи и носење на колешки од една во друга, во еден во друг објект, дали е според протоколите или не, за тоа информација конкретно ќе ви даде директорката. Димче Донески, председател на синдикатот на СОНК од основното училиште Ванчо Николевски, информира дека наставниците за прв пат штрајкуваат обединети во своите барања, без разлика на партиската, верската и етничката припадност. Стигнуваат изолирани пријави за прекин на штрајкот од колеги во некои школи под влијание на власта, кажува Донески. Заслушав за неколку гимназиски колеги, за неколку колеги во Братство, за еден двајца во Христо, кои што не знам од кои причини повторно велам. Значи се обиделе да направат еден демотиватички, да речам, чекор, за на еден начин да ги притиснат и другите колеги да се приклучат кон тоа. Јас само прашувам каква е еднијата на учениците кои што денеска еден час ке држат, кои ги изгрижува за тие 3 часа, што не сте на час, што ќе има четвртиот и тие не знаат. Генералниот штрајк започна вчера, а просветните работници, воспитувачите и негувателите имаат неколку барања, меѓу кои е изголемување на нивната плата за 18,4%. Независниот академски синдикат го поддржува штрајкот на СОНК, бараат усогласување на платите и во високото образование. Независниот академски синдикат го поддржува штрајкот на самостојниот синдикат на образованието, науката и културата. Во нивното соопштение стои: Подсетуваме дека иако независниот академски синдикат го поздрави покачувањето на минималната плата, со што се подобри положбата на вработените со најниски примања, баравме соодветно зголемување на платите на останатите вработени. Зголемувањето на платите за сите вработени, вклучително и за вработените во високото образование и наука, е нужно со цел да се избегне воедначување на надоместокот што го добиваат вработените што вршат работа со различна сложеност или различен степен на образование. Од тука бараме Министерството за образование и наука да биде одговорен партнер во социјалниот диалог и веднаш да ги започне разговорите за усогласување на колективниот договор за високо образование и наука со Законот за минимална плата од февруари 2022 и на тој начин да ја заштити неговата функционалност. Во спротивно ќе бидеме приморани да преземеме порадикални чекори со цел исполнување на нашите права, стои во соопштението на Независниот академски синдикат. Владата на денешната редовна седница ги донесе новите ковид мерки, откако предпладнево главниот координативен кризен штаб усвои повеќе заклучоци од одлуките и препораките на Комисијата за заразни болести. Усвоен е заклучокот за укинување на обврската за носење на заштитни маски во затворен простор, со исклучок на здравствените установи, јавниот превоз, аптеките и домовите за возрастни. Помеѓу усвоените заклучоци се и укинувањето на обврската за носење на маски за време на физичката настава во средните училишта, како и укинувањето на забраната за екскурзии и настава во природа.
Министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски на денешната пресконференција потенцира дека немало обид за сокривање на убиството на ракометарот Денис Тот. Додаде дека во ниту еден момент нема запирање се до целосно расчистување на случајот. Најпрвин сакам да изразам сочувство до семејството на починатиот и секако да отфрлам со индигнација сето она што деновиве се пласира во јавноста за наводно скривање на овој случај, застој во истрагата и така натаму. Значи, во ниту еден момент нема никаков застој во истрагата. Знаете дека веднаш после добивањето на информацијата, која што не е добиена од лице место за нарушување на јавен ред и мир, за тепачка и така натаму, туку е добиена од клиничкиот центар во Скопје. Нашите екипи се излезени во клиничкиот центар и започнуваат истражните действија. Полицијата располага со видеоснимка на која што детално се гледа настанот како се одвива. Секако дека од разговор постојат повеќе причини или повеќе искази за тоа што било причината за настанот, тоа ќе го докаже сега истражниот орган. Според изјавите кои што ги имаме, тоа е некаква лична недоразбирање помеѓу девојката и момчето. Предпоставувам. Две лица се приведени кои што се учесници во настанот, за едно лице се трага, секако дека имаме централен распис, ќе се распишуваат и меѓународна и домашна потерница. Така да овој случај е целосно расчистен со поднесувањето на кривичната пријава. Во пораст бројот на социјално загрозени во Струшко. Поскапувањето на цените на основните намирници придонесе се поголем број граѓани да се борат со сиромаштијата. Најпогодени се многудетните семејства и самохраните родители. Расте бројот на социјално загрозени во Струшко. Првенствено пандемијата, а дополнително поскапувањето на цените на храната и електричната енергија придонесе да порасне бројот на граѓани кои се борат за основна екзистенција. Иако официјално и статистички забележан е раст на платите, зголемувањето на трошоците за живот е поголемо, па излегува дека платите всушност се намалени. Од Црвениот крст друга велат секојдневно добиваат барања за помош во облека, храна и основни намирници. Најпогодени се многудетните семејства и самохраните родители. Факт е дека има поскапување и тоа се осеќа во Црвениот крст. Порастот на цените и поскапувањето и станувањето под поскап животот се рефлектира кај социјалните случаеви, тие се почести во Црвениот крст и бараат. Хуманитарна помош од Црвениот крст добиваат и семејствата од Украина кои поради војната престојуваат во Струга. Нивните потреби се задоволени од страната на Црвениот крст, било тоа да е во хигиена, во храна, во облека. Има случаеви каде што ги немаат потреба и се изјаснуваат дека не се социјални случаеви, дека можат да обстојат сами, сега за сега. Серијата поскапувања кои најмногу се должат на кризата во снабдувањето на основните производи поради пандемијата, но сега најмногу поради руско-украинската криза, веќе се чувствува во земјава, но и во регионот и глобално. Семејствата кои страдаат од сиромаштија добиваат социјална поддршка и од Центарот за социјални работи. Директорот Мевмет Халили за ТВМ вели дека и во нивната евиденција се бележи пораст на ранливите граѓани кои бараат парична помош. Заздравува македонскиот туризам. Според најновите статистики на Светската туристичка организација, Македонија е на 5-тото место во светот по бројот на туристи во 2021 година. Одлични резултати за македонскиот туризам според најновите статистики на Светската туристичка организација. Република Северна Македонија за 2021 година забележала раст на меѓународни туристички пристигнувања од 139%. Сега сме петти во светот по раст на туристи за 2021 година. Со ова земјата е на 5-то место во светот како дестинација со најголем раст на странски туристи, меѓу кои Црна Гора, Кипар, Малдивите и Босна и Херцеговина. Очекувањата и оваа година се оптимистички. Целта се 2,5 милиони ноќевања со зголемен број на странски туристи за 20 до 30%. Заздравувањето на секторот туризам се одвива полека, но сигурно со фокус и акцент на одржливите форми на туризам.
Директорот на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот доктор Лјупчо Јаневски смета дека воспоставувањето на авионска линија Белград-Охрид е значајно во текот на сезоната од мај до октомври, а исто толку значајна е и авионската линија Софија-Скопје која почна да функционира од 27 март. Тој ги повика сите туристички работници заеднички да работат до целта од 2,5 милиони ноќевања и повеќе од 400 милиони долари во македонската економија од туристичко-угостителскиот сектор. ОВР Струга поднесе кривична пријава против лицето РЧ 58 години од струшкото село Дрслајца. Пријавениот во својство на благајник вработен во Заводот за нефрологија во Струга во периодот од 2018 до 2022 година, секој месец во различни износи вршел незаконско зголемување на својата плата, со што го оштетил буџетот на болницата, стекнувајќи се со противправна имотна корист од над 340.000 денари. Да ги погледнеме и останатите информации од денешниот билтен на СВР Охрид. Во СВР Охрид пријавено е дека во водите на Охридското езеро кај комплексот Свети Наум вчера на 11 април околу 10 часот е забележено безживотно машко тело. Јавен обвинител и полициска екипа извршија увид, а лекар од дитна медицинска помош констатирал дека на телото нема видливи траги од насилство. Безживотното тело е пренесено во општата болница во Битола, каде денеска ќе биде извршена обдукција. СВР Охрид презема мерки за утврдување на идентитетот. Во СВР Охрид пријавено е дека во текот на вчерашниот ден во поранешен ресторан на улицата Партизанска во Охрид пронајден е починат МЈ 59 години од селото Липец, општина Виница, со престој во Охрид. Лекар од дитна медицинска помош констатирал смрт без видливи траги на насилство. По наредба на објавен обвинител, телото било пренесено во општа болница во Битола, каде денеска ќе биде извршена обдукција. Синоќа во 22 часот во СВР Охрид приведен е ВД, 28 годишен од Охрид. При претрес извршен во неговиот дом, полициските службеници од Оделението за недозволена трговија со дрога пронајдоја одзетоа марихуана. По целосно документирање на случајот против него ќе биде поднесена соодветна пријава. Во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. Државите членки на Европската Унија, предводени од представниците на меѓународните полициски организации Европол и Фронтекс, започнаа да спроведуваат операција насловена како Оскар, која има за цел откривање на непочитување на трговските и економските санкции наметнати од ЕУ од страна на руски поединци и компании кои се предмет на меѓународни санкции поради војната во Украина. Во свое соопштение на оваа тема, Европол информира дека операцијата има за цел да ги поддржи финансиските истраги во земјите членки на ЕУ против незаконскиот имот собственост на физички и правни лица санкционирани за руската инвазија на Украина. Операцијата Оскар ќе трае најмалку една година и ќе се состои од број различни истраги во соработка со Фронтекс, чии припадници ќе го затварат надзорот на луѓето кои минуваат надворешната граница на ЕУ. Руското министерство за одбрана објави снимка на која се гледа како екипаж на фрегата на Црноморската флота крај западниот брег на полуостровот Крим пука од украинско беспилотно летало Байрактар. Според министерството, дронот е уништен, иако не е јасно од видеото. На видеото кое го објави Руското министерство за одбрана се гледа лансирање на проектил од руски брод, но моментот на уривањето на украинскиот дрон не е видлив. Од првиот ден на војната Украина користи турски дронови Байрактар ТВ-2, за кои мошните воени представници тврдеа дека биле успешни против руската војска неколку пати. Украина ги набави овие беспилотни летела кои Турција ги смета за гордост на својата војна индустрија во 2019-тата, но не е сосема јасно колку од нив. Светската здравствена организација објави дека следи неколку десетици случаи на две нови подваријанти на високо преносливиот вид на коронавирус Омикрон во обид да процени дали тие се позаразни или поопасни од претходните. Во соопштението се вели дека СЗО ги ставила БА4 и БА5 сестринските варијанти на оригиналната Омикрон варијанта БА1 на список за наблюдување. БА1 и БА2 веќе се следат моментално глобално доминантни, како и БА1-1 и БА3. СЗО
соопшти дека почнала да ги следи за нови мутации кои треба дополнително да се проучат за да се разбере нивното влијание врз имунолошкиот потенцијал за избегнување. Според податоците со кои располага организацијата, досега се пријавени само неколку десетици случаи на подваријантите BA4 и BA5 во глобалната база на податоци GSAID. Британската агенција за здравствена безбедност минатата недела објави дека овие две подваријанти се откриени во Јужна Африка, Ботсвана, неколку случаи во Данска, Шкотска и Англија. Едно лице загина, уште неколку се повредени рано утрово во експлозија во зграда во Јужен Либан, изјави представник на либанската безбедност. Во експлозијата што се случила во градот Банафулу, во близина на пристанишниот град Сидон е уништена адвокатна зграда која служела како градска куќа и била седиште на шиитското движење Амал. Официјален представник на либанските безбедносни сили изјави дека единствена жртва е синот на градоначалникот на Банафулу. Засега не е јасно што ја предизвикало експлозијата од која се оштетени соседните згради и автомобили паркирани во близина, а либанската армија го блокираше пристапот до локацијата. Се пребаруваат урнетините за евентуални други жртви како и за утврдување на причината за експлозијата. Почитувани гледачи, ова е се во првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам што не следевте. Пријатно!